Знам дадено е дека она некаде 75-та година умира во Америка, има снимено документарни филми околу тоа како бил извршен тој лет, мислам како летала во тоа време во Хитлерова Германија. Она е исто така еден доста голем пријател беше со Вернер фон Браун, значи човекот кој што беше измекнат од Германија и беше однесен во Америка за да ги искористи тие за изработка на американската ракета. И 75 или 77 година мислам она дека починува као еден слободен граѓанин во Соединетите американски држави. Добро, ето тоа би било за познатите жени во областа на космонаутиката. Повели Зоран, имаш да додадеш нешто? Само што да кажем, мислам, листајќи ги денеска случајно на телевизија најдов за една исто така жена Лариса Латинин, една советска гимнастичара која што има освоено 18 златни, има освоено 18 олимписки медали, од кои што 9 златни. Мислам овдека што сакав да кажем, сакав да напоменам дека претежно зборевме за советски, за бивши советски и за германски мислам сега да не испадне дека претежнуваме на оваа страна, мислам. Сакам да кажем дека Соединетите американски држави, нели, кој е нивни ревал, нема некои такви, мислам, жени кои што може да се вакви, еве да ги кажеме, херои како што ги напомнав овие. Низ нивното, еве да речеме, во Советскиот сојуз има атлетано преку 20 на жени, а доека во Соединетите американски држави има 49 или 50 жени летано во разни мисии, значи дали било мисиите на Space Shuttle, во орбиталните станици, меѓутоа тие не секогаш биле, еве, како да кажем, во позадина. Добро, затоа пак за компензација американките од секогаш биле пак подобри глумици. Подобри актерки, а бога ми добро котираат и кога е музиката во прашање. Еве ние од чест на овој празник, кој што реков на почетокот, полека, но сигурно сега, што тука се може, времето е невиновност, си завинува овој нивни ден, денот на жените, но додека сме во денот, еве, ке дадеме свој допринос, неколку убави интерпретации се разбира од истакнати музичарки, од истакнати интерпретаторки. Да ги чуеме нив, патем само да кажам, минатата недела Зорана ке се сети, добивме две прашања, рековме по нашиот СМС, рековме дека ова недела ке одговориме. Едното прашање се однесуваше на господинот Паскал Сотировски, кој за жал повеќе не е со нас, значи кој е Паскал Сотировски, вечерва ке одговориме на тоа прашање. Имавме и уште едно прашање, дали во Македонија може да се изгради космодром или обсерваторија, постојат ли некакви шанси, имали за тоа услови, а еве гледам пристигнуваат и натаму прашања, што значи вечерва ке ни биде во дружењето. Да и се вратиме на музиката, пак ќе одиме со ред. Повторно од студиото Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво во живо во нашето студио. Зоране, тоа беа, значи, говоревме за Валентина, за тетка Светлана и за тетка Хана Рич. А јас предполагам дека уште многу млади девојки ќе се придружат во освојувањето на Вселената, ќе дадат свој допринос. Ако мене ме прашуваш, јас имам полна доверба во нив, дури и космонаутиката, кога е во прашање. А сега да одиме на она од минатата недела, додиме со прашањето, не пишуваше ниту тогаш кој го исплеќа. Прашањето беше кој е Паскал Сотировски. Пред да почнеш да кажуваш, јас само ќе речам една работа. Имав чест кон крајот, нали, на 98-та, 99-та година предстојам во Париз.
Да го запознам господинот Сотиревски, а во тоа време тој беше директор на Центарот за истражување на физика на Сонцето во обсерваторијата во Медона. Дури имав и таа можност да ја посетам обсерваторијата, да престојувам во него и да се сретнам, нели, со мощни интересни нешта. Па сепак тебе ти препуштам, нели, на астрономите уште еднаш да подсетиме на ова големо име кој даде несогледлив, нели, допринос за развојот на астрономијата кај нас во Македонија, но и пошироко и во светот. Па, јас за жал не сум имал таа чест да посетам обсерваторијата Медона во Париз. Членови, 20 членови од Скопското астрономско друштво јануар месец беа во Париз за годината на астрономијата, значи на свечено отварање, и мислам дека они ја посетија обсерваторија. Сега што се однесува до Паскал Сотировски, Паскал Сотировски е најпознато име во областа на астронауките овдека од Македонија, мислам па може и од Балканот па и пошироко. Паскал Сотировски као личност знам дека е роден од село Вруток, пошто имаше, нели, една емисија за него, кај што извира Вардарс, а не знам, некаде почетокот на 20-тиот век, таму 6-7 година мислам дека е роден. Нели, студира филозофија, па по не знам как он еден известен период живее, мислам, во Војводина, таму работи како учител во Бела црква, во едно македонско училиште, мислам, за наши иселеници од Македонија, нели, во Војводина после војната. Сега некаде 60-тите години он е као асистент на природно-математичкиот факултет, значи во областа на астрофизиката овдека, и мислам дека 60-тите години тргнува и на специализација или на магистратура во Франција, и таму останува цел живот, мислам, нели, најнапред работи во тој институтот за научни истражувања во Париз, а после тоа знам дека и мислам дека и вие, кој што рековте, работи као е прв човек на обсерваторијата Медон во Париз. Сега Паскал Сотировски цело време работеше на испитување на честичките од Сонцето, односно на оној сонче ветар. Неговите резултати, значи, на се она што го пронајде тие честички, представуваат многу значено дело, мислам, и особено им користи на сите космонаути кои излегуваат надвор од вселенските летови. Затоа што, видите, космонаутите не можат кога сакаат и како сакаат да излезат од надвор од делата, они што ги носат, мислам, тие не можат во сите случаи да ги заштитат самите космонаути. Се тоа испитување, значи таа снага што доаѓа, енергетската снага што доаѓа од частичките, ја испитуваше Паскал Сотировски, и во таа област он е меѓу 5 луѓе во, мислам, не само во Франција, него и во светот. Така да денеска нема космонаут или нема некој тренинг центар кај што се врши обука за космонаутите, а да не е познато име или да не постои сликата на Паскал Сотировски. Иначе, што се однесува до Паскал Сотировски, он доста едно време напомена и околу рудникот Алшер. Значи, рудникот Алшер, сигурно предпоставувам, се слушнали за рудникот Алшер. Тоа е еден рудник кој што се наоѓа во јужниот дел на Македонија, некаде во близината на грчката граница. Мислам, сум имал на Кожув. Да, на Кожув сум имал прилика да поминам поред тој рудник, поред едно село Мајдан, се наоѓа едно запуштено село. Сега Паскал Сотировски беше главен иницијатор за активирање на овој рудник, односно за рудата Лорандит, што се наоѓа внатре во овој рудник. Мислам, иначе, сега кој веќе збориме за Алшер, да кажем и некој работа околу. Сега господин Сотировски во своевремено донесе, нели, овде и стручњаци, експерти од цела Европа, германци, французи, англичани, па дури и американци. Да, видите, едно време се сеќам, доста некаде крајот на 70-тите години се дигна така голема
голема бука околу овој рудник. Мислам 1900 се не ми текна 78 или 79 година, дури тогашниот Централен комитет на Република Македонија одржа еден состанок, така наречен за затворени врати, нели, со тоа да што како ќе се реши, што како ќе се прави со рудникот Алшар, мислам, и на која странска сила да се даде тој рудник за да се искористат неговите да се искористат сето тоа беше за некоја затворена врата. Лорандитот, да појасниме, па видите, лорандитот е мощен редок минерал. Видите вака, лорандитот е минерал изотоп на талиум. Значи, сега, добро, баш хемиски не би можел тоа да го опишам, изотоп на талиумот е откриен 1894 година од еден унгарски професор од универзитетот во Букуреш, кај што и ден денес во Будимпешта, кај што и ден денес универзитетот го носи неговото име Лорант. Значи, тој е еден унгарски. Он го има откриен 1894 година и во него во име е крстен и овој хемиски елемент. Значи, сега, после тоа е најден овој хемиски елемент е најден и на други места во светот. Значи, најден е во Кина, најден е во Шри-Ланка, најден е во Соединетите американски држави, во Аризона, меѓутоа не со тој квалитет и не со таа чистина. Значи, како што овдека се смета. Иначе, рудникот Алшар го има добиено кај што се наоѓа овој, го има добиено по 20 браќа французи кои што го имаат користен овој рудник. Алшар, мислам дека се Рене и не знам како се нарекува браќата, во периодот некаде 20-тите, 30-тите години од минатиот век. Значи, они го имаат експлоатирано тој рудник. Од него, за овој рудник се знае дека и турците уште време од него копале бакар, копале злато. Се што се однесува до лорандитот, значи, овој хемиски елемент, мислам, било каде да отворите, било на интернет или некаде, мислам, која ќе се спомне за лорандитот, обавезно се споменува и Алшар и Македонија. Сега за него се знае дека со помош на лорандитот може да се зароби неутрината. Значи, тоа е една частичка која што излегува од сонцето, која што не може на ниеден начин да се присобере. Сега лорандитот е едини хемиски елемент, значи, со кој што може да се сопре неутрината и да се испита потеклото на оваа частичка која што доаѓа од сонцето. А исто така Паскал Сотировски сметаше дека со помош на фузијата која би се направила од лорандитот, значи би можело да се добие една бесконечна енергија, значи една огромна енергија од еден многу мал хемиски елемент. Значи, сега накратко да кажеме што е фузија, мислам да биде појасно. Нашето сонце работи на принцип на фузијата. Значи, секоја секунда 4 частички на водород се претвараат во хелиум и при тоа се ослободува таа една огромна енергија од која што денеска нели настанува дека животот на земјата и на секаде, мислам, било каде во вселената. Сега, таа фузија која би се пронашла кај лорандитот би се добила една огромна енергија од тој минерал со која што едноставно човештвото веќе не би требало да стрепи и не би требало, како да кажам, да се водат војни баш околу тие природни ресурси што се однесува за енергијата. Сега, тоа е оставено, сега не знам, тоа е најверојатно оставено за подобри времиња, реков уште 78 година владата на Македонија тогашна